После оние за Америка и Австралија, Mitsubishi го најави и своето идно електрично возило за Европа. Ке го носи името Eclipse Cross, а за разлика од другите, кај него нема изненадувања. Ке биде кросовер базиран на некој од моделите на Renault. Премиерата е закажана за септември, кога официјално ќе се знае кој ќе биде донаторот, но не треба многу умствен ангажман да се погоди дека тоа е минатогодишниот европски автомобил на годината Scenic E-Tech. Тоа индиректно го потврдува и Mitsubishi, кој новиот модел го најавува како кросоверот C-сегментот. Базиран на платформата на Nissan Ariya, ке се нуди со два пакета батерии, како што е случај и со Scenic E-Tech, но дали ке има и верзии со различни мокности на електромоторот не е споменато. Францускиот Пандан во своите изданија располага со 170 и 220 конски сили и автономија од 420, односно 620 километри. Mitsubishi споменува измени во дизајнот и инкорпорирање на идната генерација на Dynamic Shield изгледот на предниот дел, но во основа сепак тоа ќе биде само ребрендирана верзија на Scenic. Ке се произведува заедно во истата фабрика на Renault во местото Douai на северот на Франција, а продажбата треба да започне пред крајот на годинава. После Colt, ASX и Grandis, ова е четврти, веројатно последен модел на јапонската марка за Европа позајман од Renault. Во овој контекст мора да споменеме дека некогаш порано Mitsubishi ги снабдуваше французите со автомобили, меѓу кои и малиот i-MiEV, што се продаваше како Peugeot Ion и Citroen C0, кој всушност беше едно од првите модерни електрични возила.